Почитувани гледачи на Македонската радио телевизија, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Животна приказна. И овој пат топло и срдечно ќе ве поздравам од нашето убаво студио и ќе ви препорачам да бидете заедно со нас во следните 50 на минути. А она што е најважно дека гостите во оваа емисија навистина искрено од срце зборуваат и ја раскажуваат својата животна приказна. За кого станува збор ќе слушнете од кратката најава, а јас со нетрпение очекувам да го поканам мојот соговорник во студио. Неоткриени детали за неговиот приватен живот. Вистински приказни од златната ера на дуото Дуле и Коки. За прв пат раскажани пред нашите камери. Сигурно веќе претпоставувате за кого станува збор. Дами и господа, наш денешен гостин Коки Јанков. Замно е да се напијам, сите чаши да ги искршам, вино се сиде вистини фонтонати. И не треба некоја посебна најава од моја страна, бидејќи слушнавте за кого станува збор. Коки Јанков, добре дојде во Животна приказна. После не знам колку години се гледаме во живо. Добре дојде, Коки, и навистина ми е драго што си дел од оваа емисија. Повели, тоа е твојата позиција и како и секогаш искрено од срце ќе те прашам пред се како си. Тоа е едно добро прашање, нели? Најдобро, стандардно, да. Па, искрено, многу подобро. Тоа е, мислам, вистинскиот одговор во моментот, многу подобро тоа што бевме. Нели? Животна приказна, така е овакво. Така. Ако тргнеме да ги даваме одговорите за нашата животна приказна и по ова прашање, мислам дека сме на правото место сега во правата. Да, и во вистинско време. И во правата емисија и многу ми е драго што и одамна не сум бил на телевизија, а и ние не сме се виделе, се знаеме толку време и баш так. И дури и почестен сум. Да, Исто така се надевам дека ќе се чувствуваш удобно и дека искрено, да, како и секогаш ќе зборуваме за некои моменти кои новите генерации можеби не ги знаат, не ги паметат, нели, Дуле и Коки, но имаме навистина многу нешто да зборуваме. Пред се би сакала да те прашам. Колку имаме време? Колку сме време? Можеме и да поминеме. Можеме и да поминеме. Колку често или колку секојдневно имаш вистински луѓе околу себе кои знаат чисто од срце да те прашаат како се, ти испратат SMS порака и од кого најмногу ти значи кога ќе те праша? Па порано сум мислел дека има многу повише вистински луѓе околу себе. А можеби стварно сум имал вистински луѓе околу себе, но меѓутоа со тек на времето ќе сватиш дека дали на вистина тие биле вистински луѓе за мене, можеби па јас дали сум бил вистинскиот за нив. Полека секој, како да кажам, си се прибира во своето гнездо. Гнездо во своето катче, приоритетите се други, друга е музиката, друг е воздухот, размислувањата. Никогаш не може да биде како што било. И созреваме, што е природно. Често слушам ако еве што нешто ти би сменил во врска со некои работи што поминале, како многу луѓе ги слушам, кажуваат не би менувал ништо, јас не тоа мислам дека е многу погрешно. Мислам дека многу работи да можам да се вратам не би ги сменил, ама би постапувал можеби во дадено многу поинаку. Многу поинаку. Како велат да ми овој памета тие години, така? Па да, ама мислам не им беше поентата тоа, поентата ми беше дека да, на грешките човекот буквално се учи и мислам дека е многу добро човек да помине низ тие некои работи, конкретно ако се земам јас како пример и како пример да оставам нешто. Али ако ми постават вистинско прашање, би дал некој одговор и тогаш би оставил некој муабет или некој совет кој што гарантирам дека на некого многу би му помогнал. Ето, ја склопивме. Така, да. Супер. Кој тебе најмногу ти делеше совети во животот и до ден денес? Види, со
никогаш во животот, кога сум донесувал кога требало да донесам нека одлука, никогаш не сум ја донел таа одлука без да се консултирам со татко ми. Татко ми е покоен сега пред 4-5 месеци почина. Не дека јас ќе слушам, тоа се постари луѓе, нели други генерации, ама некако секогаш од внатре ме тераше да му се јавам да го прашам. И он ќе кажеше нешто и ќе ми кажеше синко, пак ти одлучи си, ама тие беа исклучителни моменти, совети кои што еве сега, нели? Да. За жал ги немаш сега. Да, гледаш колку значеле, нели? Да. Да, од што почина татко ти? Рече пред 4 месеци, така? 4-5 месеци он доби срцев удар и се за неколку дена тоа се заврши. Многу кратко, али беше така. Како некако ни се лизна низ раците, ама така требало. Вика стари тебе да не се мачат, да не се знаете. Да, нема тука како е подобро. Никој тоа не може да го каже. Да. Ама има специјален род. Мислам и моите родители и двајцата беа специјални родители, се уште мајка ми, нели? Ама не можев да замислам дека така одат работите. Нели? Однесени со виорот, последните 30 години, ја викам, трета смена. Да, 30 и повеќе години трета смена. И знаете, ветерот дува од сите страни. Ама многу сум среќен што последните години се прибрав дома, да речеме. Бевме, кај не. И никогаш не можев да замислам дека... Бивте блиски. Никогаш, друго сакав да кажам, не можев да замислам дека еден ден јас во Штип ќе си дојдам. И некој ќе го нема. Не, и ќе се сплотиме сите овде, па и ќерка ми во Штип. Веќе ќерка ми, веќе 2 години сме заедно во Штип живееме. И дека дома со баба и дедо, и Лара, и јас, и сите овде. Да, убава хармонична атмосфера. Да. И како тоа се Господ како беше тоа смислено се направено. Кога мислеше дека ти е најбаво? Просто не можев да поверувам дека еден ден, нели јас живеев во Скопје скоро 30 години, и дека еден ден ќе се вратам дома, па и ќерка ми со баба и дедо, па јас со моите. И овие последните така 3-4 години, фала му на Господ, мислам, просто неверојатно како патот, нели, секогаш ние викаме, ние вака знаеме да биде, ние вака знаеме да направиме, вака треба да биде, секој се бори за нешто повише, а оно зошто било така, и на крај татко ми почина, ете зошто било. Така. Кога мислиш на крај дека ќе се склопат сите куцки, дека тоа сега видовме, ја видовме семејството во друга страна, во друга смисла, со друга емоција, јас сум веќе возрасен, порано сето тоа било, се ми било ветер и магла. Да. Ама суштината било друга и сега е вака да го замисли да го збориме. Многу интересно. Да, и добро е што си го почувствувал тоа. За жал, многумина ја немаат таа привилегија. Тоа сакав да го кажам, Здравкица, так. У суштина дека го видов после толку време. Видов фактички тој момент не ми избега, него го доживев и тоа и ќерка ми и така. Так. Што е она што најмногу како совет го паметиш од твојот татко и кој беше музичар од твоето потесно семејство, од кого ја наследи таа? Да, подсеќаме на прашањето само, пошто сакам да сум сконцентриран сум на муабетот, па ако нешто изумам, подсетете ме. Дедо мина, мојот дедо исто оваа година и он почина на скоро многу години, 96-7, он беше гарнетчија, што значи тоа, свиреше кларинет. Не знам јас сигурно од него, да, и од него, ама знаете како беше порано? Порано сите дома свиреа нешто и сите пееа нешто. Секое семејство. На секој роден ден, на секоја слава, луѓето, јас така паметам. Луѓето ќе седнеа, ќе мезеа, ќе си јадеа, ќе си пиеа нешто и ќе земеа да пеат. И луѓето пееа по дома. И мислам, ние така сме пораснале. Сакав за дедо ми да кажам, тој беше познат на времето, моите се од село, и дедо ми едната страна, ројдени се во Штип, на времето, и он бил свирел по свадби, свирел по манастири, по цркви, по собори, во тоа негде во Чеполие, Кочанско, Штипско и така натаму. Бил многу ценет. Ќе ви кажам он што ми викаше. Зошто го ценеле него? Пошто они двоел малце од група, он ги водел групата.
Порано свадбите биле, почнуваш денес, продолжуваш од утре сабајле главниот ден. И одвечер кога ќе дојдат, кога ќе свират, неговата група биле во една соба, спиеле, уште 2-3 колку биле тоа, а за него секогаш имало соба посебно. Значи, како гледале луѓето, како ги ценеле. Така, бил посебен. И он викаше, јас бев многу ценет од луѓето и зошто една од причините, како тоа се манифестирало, ви кажувам. Што беше друго? Советот од твоите родители. Тоа се многу, мислам, многу совети, бевме многу блиски. Да, оно што го паметиш како некоја парола, можеби која прва ти текнала, нели? Тоа го пренесуваш на Лара. Да. Кога почнавме со Дуле, кога отидовме во Скопје, кога веќе почнавме да свириме, кога веќе немаше више дома, ќе дојдеш на 3 месеци, на 4 ќе се прибереш дома да те видат твоите. Само татко ми кажа, немој никогаш кока во политика. Тоа е еден таков паметен, доста практичен совет. Така, и го послуша. И по интуиција сум го послушал и така е до ден денес никогаш не мислам, дали еднаш или 2 пати ми се има случајно да пишам нешто на мојот профил и гледам да што се надолу ќе се искоментира, буквално викам, нема потреба овој свет, значи стварно не вреди ни вистина да кажеш, не вреди ни невистина да кажеш, не знам што треба. Стварно некогаш не знам што треба да кажам. Тоа ми остана, татко ми као, има многу совети, мислам, многу подлабоки, но меѓутоа еве сега ова да споделам. Така, спомена уште на самиот почеток дека си пресреќен што е Лара со тебе во Штип. Дете кое е пораснато и родено во Скопје, се враќа во помало место. Како таа ја прифати целата таа средина? Ти си пресреќен, тоа и се гледа по тебе. Да, на неа и беше битно само да се од таа средина да дојде во оваа средина. Некако... Што е обично обратно, па затоа, но она по твоите чекари, да. Да. Едноставно, такви беа околностите и сето тоа за мислам, процесот беше долг. Не знам и колку можам да зборам за тоа, но меѓутоа системот кај нас, аман тој збор више кога ќе слушам, системот кај нас е стварно, стварно е распад систем. Значи не бива овде работа, тешко. Секојаш мора ти да, еве ќе ви кажам, јас во една ситуација дури стигнав тогашната министерка за труд и социјала, да, како обичен граѓанин, и ми викаат, добро, зошто си? И викам, луѓе, заради тоа и тоа сум. И директорката да се нацрта од социјалната веднаш овде кај мене у канцеларија. И кажува на неа, јас сега као пример. Ова да си го решите проблемот и да ми се јавите да ми кажете како сте го решиле проблемот. Утре дента ме викна директорката овде во Скопје, уште тука бев. И знаете што ми одговори директорката? Што да правам, кога ќе ви кажам? Не бил. Немокне сум. И тогаш сватив дека дефинитивно порано до ова уво, тоа уво. Гледам телевизија, знаете, на некој друг кому се случува е едно. Но кога ќе го дојдеш, кога ќе стане тесно за собствениот живот, односно во овој случај, мислам повише од собствениот живот на моето дете, кај што нема правда. И викам, значи дефинитивно ова. И тогаш сватив дека морам да се потпрам на моите размислување, на моите сваќање, на друг круг на луѓе што околу мене ќе ме советуваат како треба, како не треба. И на крај се изборев и си дојде Лара кај мене. И Лара е среќна што во Штип. Фала Богу. Секоја чест. Што беше пресудно ти да се вратиш накратко во Штип после толку години во Скопје? Па вака, прво веќе самото движење, самиот круг на пријатели, нели, Дуле одамна го нема. Мојот професор исто за време на короната, кај што ми беше повише од татко што се вика, он почина кумови и така натаму, се некако се стесни кругот. Фати короната, пред короната, јас веќе бев во Штип и гледам каква е ситуацијата таму и останував почесто во Штип. По некоја случајност, јас работев во Луј и
еден мој колега сакаше во Луи да влезе, а јас веќе викам да искористам оваа шанса, викам зошто јас викам да не се префрлам во Штип дома, пошто ми се засвиѓа. Старите другари, старите пријатели, тука ми е блиску се. Онлайн тогаш почнавме. Не беше толку и на мене ми се допадна да помогнам на моите брат ми у Германија и викам дали викам сега треба да искористам јас оваа шанса да останам таму или да се борам уште како пред 30 години кога почнувавме. Пошто нели разведен, некој хаотичен период. И решив да останам во Штип и беше многу добро. Беше многу добро. Некако Значи позитивна промена. Да, се смирија, мислам пак ми е тука на мене, нели, Скопје. Се е блиско така. Да. И ми дојде добро. Тогаш почнавме еден другар викендица да прави на ваква упланина малце. Брат ми почна, ајде ќе правиме ние. Короната и нема работа и викам. И дури една си реков, ти си бил бе глуп. А ова требало пред 15-20 години да го направиш. Коки? Зашто морало да вакво не по секоја цена, тука многу работи се случи во Скопје, многу го сакам Скопје, стварно. Се беше овде, нели? Ама имало и друга поента. Не е секојаш тој мир, што мислиш дека е правиот мир таму. Може стварно мир некој ќе добиеш на друго, на трето, и ние што викам, па тогаш па Господ ти го дава па неговиот мир, нели? Така. Јас барем така размислувам. И се решив да останам тука. Се префрлив со работа, истото работно место, нови клинци, нови деца, виолинки, свириме, правиме. Овде кумови, кумашини, други пријатели. Имаше друштво кое години наназад е дел од твојот живот и некако тој животот тинеџерските, детските години, сега повторно ги имаш со истите луѓе таму, што е реткост, искрено. Па да, видите, човек да каже, преска вие спомнавте дека човек е среќен, дека човек е не знам што, не знам, не можам да кажам, јас сум среќен човек, ама радоста која што внатре, ударим може на микрофонот, која што внатре ме носи, тие среќавања, начинот на кој што јас функционирам со луѓето, начинот мојот однос кон музиката, кон колегите, си носи свое. А дома исто, многу вршиш работа, се брагу, значи нема гужва, да, за било каков документ, за било што, значи. И баш така реков, викам, не, јас тука. А и Лара кој ми дојде после тоа, и веќе некако, знаете, срцето на место. Малку спласнав, знаете. Да. А сега си викам, замислете сега да не бев ни Лара дома, ни јас, што ќе правеше мајка? Како? Лошо. Ама еве, ние сме секој ден тука и така натаму. Интересен. Да. И животот. Животот е интересен, знае да. биде. Ке те навратам на детството во Штип. Какво детство памтиш во најубавото детство. Кое мало беше? Ние бевме едно мало таму, за жал. Видете, кај нас сега има нов асфалт, нови пешачки, такви, кај треба да поминуваш оние пластичните, како се има, се е супер, нема деца. За жал. Ние бевме 50 деца, бевме во секој момент. Цело време бев на точак, на музичко, после школа фудбал, после фудбал фрли ова, па на музичко точакот. На колку години почна да свириш виолина? Па не знам, второ оделение негде така. Така, значи 7-8 години. Да, второ, трето оделение, така некако. Многу интересно што во истата соба кој што учев, јас виолина, како што бев нижа и средна, нели во Штип завршив. Во истата соба се врати во истата соба да им предавам јас на децата кои што после толку време. Браво. Интересно. Да, баш интересно. Да, какво семејство беше твоето? Колку работничко семејство? Да. Се имало секогаш на трпеза? Па работничко семејство, значи во смисол ние не знаеме. Ние еднаш само сме биле во Грција. Ко памтам јас до средна школа. Еднаш си одевме во Дојран преку татко ми крводаритари преку памучна индустрија Македонка.
Одевме во Охрид во Љубаниште преку мајка ми од Стибо, нели? Да. Да. Природно да работи во Стибо, нели? Да. Значи никогаш супер беше, многу беше убаво. Секогаш одиш кај сакаш, кај сите на гости, ку комши ќе отидеш таму ќе ти дадат да јадеш, не мора да вакво. Исто, значи Безгрижно. безгрижно во смисол ќе излезеш на летно време на 40 и кусур, ќе ти потече крв од носот, од джешкото, некој капилар, никој не реагира. Тоа е нормално крв да ти тече од носот или ако се поврдиш или нешто. Сега, чим ќе излезе детето од дома, веќе на третата минута кај си стигнали таму или не знам што. Ние не знаеја кај сме ние. Така. Ние ако ќе фатиме од ово мало, од друго мало, од трето мало, ќе нешто ќе јадеш, пак ќе излезеш штета. Значи штета за вакво, некој ќе каже има многу предности во денешно време, окей, ајде да речеме дека има. Ама мислам дека повише има негативности, мани, него ли што од самото време, што од самите ние родители, што од не знам, нема. Замислете, нема деца во малото. Тажно. За жал. Што да правиме сега? Кој ти ја даде првата шанса да имаш јавен настап и да те слушнат како свириш виолина? А вака сега, јас од нижа бев многу талентиран. Тако бев, некој дете, мислам дека ме смета за некој интересно. Оде во Пионерски, таму имавме представи, таму и со Дуле почнавме по тие бендови да свириме, ќе си направиме група, не бенд. Таму се запознавте со Дуле? Па да, на улица, ама ти си од ваму, јас сум таму, оно почнав, ама кога сака нешто, и нели? Ќе ти се најдат да. патиштата. После тоа свире во една представа, Сердарот, на Шкосиме Гаврилов, он беше режисер, ме викна и мене, ме облеко во стари алиште и треба да свирам таа песна што беше нумерата 1762 лето. Тоа го памтам и после тоа со Дуле, од кога се најдовме, почнам по Пионерски, почнаме да одиме извидници. Тоа беше. Убавено. Се што се случува, сите активности на крај мора гитарата и виолината и мора сите тука да дојдат околу нас. Да. И бевме уште поинтересни двајца. Тоа во основно и потоа средно почнеме заедно да учиме во средно музичко во Штип. После заедно да живеете. И средно веќе таму сериозни бендови, што почнавме и да свириме ние, веќе да заработуваме во крајот на трета, четврта година. Каде ви беше првата свирка? Збориме како настап, како ние... За пари. Да, за пари, како ние двајца, имаше некои локали во Штип кои што не препознаа од мали. Зошто не препозна? Како? Например, постарите од нас, брат ми постар, тие генерации, нели, ќе излезат, ќе прошетат ваму таму. Абе сега ќе идеме, ќе го земеме Дуле од дома, ќе го земеме коки, ќе ни свират, ќе ни прават ние клинци и ќе ни дадат некој динар. После тоа, пошто по тие локали, зошто да не почнеме и со Дуле, вика, коки, ние секако знаеме да свириме. Вика, ај, вика, да пробаме да се свириме по некои локали. Вика, ќе договориме, викам, супер. И почнавме, и сега најинтересно беше. Ние бевме малку рок-н-рол настроени дечки. Ние бевме со долги коси, слаби, такви, ама у секој случај многу интересни. Мислам, Дуле беше многу харизматичен, многу специјален, посебен, да. Јас со виолината тука и бевме, многу е полесно човек да функционира со две глави, со 4 нозе, со 4 раце, отколку сам. Ние бевме вторник и среда, како беше таа од Џон Базов што ни испеа. Томи Џери. Петок и сабота. И што беше интересно. И ние се моткаме од тие некои локали не толку познати. Ама не викна еден локал многу познат во Штип. Кај што Кремот, нели? Секогаш во сите градови има некој. И ние свириме, Битлси свириме малку ова, малку она, малку Дженис Джоплин, малку Пинк Флојд, малку нешто од Ю, ово, она. И сега при крај дојде еден човек, голем бизнисмен, на крај, ама ние знаеме и народно знаеме претходно да свириме. Јас знаев претходно од дедо ми од ова и Дуле знаеше да ги прати тие него пејчи, знае да испее. Се сноѓавме и човекот на крај вика, се испрзни тоа локал, ние завршуваме, не, вика, отсвирете ми, вика, земја македонска. Ја знаете, вика, како не? Да. Земја македонска и ни даде марки беа, ни даде, не знам, 10-20 марки. Земја македонска, може пак.
На И така нема нешто. Гости, они се расположија нивната маса и ни го дотера паметот тој човек. Тогаш. Да, сега зашто го зборам тоа? Ние земавме... Да. Познат човек, бизнисмен, мислам, сега да не спомнам имење, да. И 270 марки земавме. Бакшиш, тоа беа малтене скоро, таа транзиција скоро 2 плати на 2 домашни плати. Си извадов на памет. Што ќе правиме за пари? Утре. Какви коси, какви глупости, одно мајчки ди да се купуваат патики овагнија бевме. Просечно облечени од брат ми кој ќе закачи јас нешто од него, од ова останал кошула со шина од дедо ми и така натаму. Немаше марки, мислам, може да сонуваш ти да одиш да шопинг, не постоеше зборот шопинг тогаш, мислам. Так. И викам, и почнаме да се средивме она, за среќа не приме на факултет и двојцата тогаш. И прв што не препозна нас, тоа беше во една свирка ситна од Скопје, беше на едно седење и дуле свиреме и ни кажа: дечки, јас сум Здравко Сидон, ситна ме вика, он со брада, со косо, многу познат лик, го знаете. Вика, ако доаѓате во Скопје, јавите ми се, вика, ќе дојдете кај мене, вика, ќе свирите. Како бе тоа, ќе свириме ние? Арно, ама ние се шуткаме, дојавме во Скопје, тој човекот ситна што ни кажа, се шуткаме, судели, да одиме ние тамо да видиме кај тој локал, ни објаснуваш кај италијанска амбасада. Фибо се викаше. Да, ми текнува на И Фибо. отидовме, кој не ви, деца, што е? Нема озвучување, нема ништо, на суво, бап, гитарата, виолината спремни. И така почнаме, прво кај него. Значи тоа беше првото место во Скопје. Да. И нели они си имаат дружби, секојаш не почнаа да не викаат на нивните родендини, на нивните и така после студентски некои 20 години генерално го бележивте нокниот живот во Скопје. Да. И не само во Скопје, но навистина симптоматично тоа што ни ти ни Дуле не бевте од Скопје, а толку добро бевте прифатени од скопската публика и од, да кажам, скопскиот крем. Нели, во тоа време. Нема кој не поминал, нема кој не фатил дечко или девојка на Дуле и Коки, нема кој не бил на ваша свирка. Се уште доаѓаат. Да, мене ми е моето најубаво време поминато на Дуле и Коки, дефинитивно. Јас се уште свирам, секој викенд, скоро секој викенд, значи имам се уште добар просек. Не се тоа сега дискотеки и не знам што, ама свирам и приватно, свадби доста не ангажираат со Сале Певац, ресторани, кафани и така натаму, и гледам што се случува. Знаете ли колку луѓе ми доаѓаат? Коки тамо и тамо, коки вамо и тамо. Може би тоа ме оддржува. Не можеш да ги запомниш сите места каде што сте настапували. Сите градови, сите села. Значи ние свиревме од понеделник до понеделник, значи нема да чекаш викенд и бевме продадени многу. Сака едноставно луѓето, сака да им свириме, да као на некој начин дури и имавме среќа со некои локали кога дојдовме во Скопје кај што свират и Џафер, Банкрот Блуз бенд, кај што свират Силви бенд, кај што Ксанадо, не знам кој, уште некои луѓе нека ми извинат, сериозни музичари, имења, да. Сериозни локали, а ние имавме среќа да влеземе таму. И знаете тоа, кога ќе тргне, тоа нема застанување. Па фестивалот кога се деси Макфест, после у Белград вториот албум, Марама и таму нели живеевме, правевме и така натаму. И буквално сите градови, сите ви удеше од рака некако во тоа време. Да. Бевме многу бевме природни, нормални, друштвото околу нас беа супер бевме прифатени. Немаше нешто да се правиме. Луѓето ни се лепеа едноставно. Сакаа со нас, зашто ние кај што одевме, маса на луѓе доаѓа и помлади, и наши генерации, и постари, девојки многу, покрај девојките нели стара финта е тоа. Има девојки, кај што има девојки, таму нели ќе доаѓаат и други луѓе покрај нас, па девојките, па другиот круг на другари и пријатели. И тоа беа локали врз локали, дискотеки врз дискотеки, значи не. Дали можеш да се сетиш, бидејќи тоа траеше вашето навистина години, но кога беше најголемата жежа на популарност на Дуле и Коки? Па првиот бранд беше несомнено нели со виолина и гитара. Тоа е виолина и гитара сега 30 години, така. До година е 30 години виолина и гитара. И ќе правиме нешто сериозно.
сигурно, веќе има доста материјал уснимено и така натаму, чекам само маркетингшки да се добро организирам, има гледам луѓе веќе се јавуваат, колку тука сме за се, мора да се направи еден концерт како што треба да се обележи тоа. Виолина и гитара 96 е првиот бранд кај што веќе тие весници, екран, не знам, Нова Македонија, вечер, да, веќе така натаму, тоа кога ќе напишат они насловна на екран да излезеш, тоа више готово. Значи крај. И требаше да се заслужи, не беше како сега. Мислам сега веќе секој инако. Да, сега стално ќе повторуваме други времиња, ама секое време со своја тежина и со позитивни и негативни страни, небитно. Вториот бран беше ние бевме првите што отидовме во Белград, јас и Дуле, на фул свирки, на фул настапи, пред Тоше, пред Каролина, пред Тијана, пред сите нив, ние отидовме во Белград. Благодарение на Кизо, наш другар, вика, сакате ли имаме комбинација, и свиревме кај Джей во неговиот клуб, тој се викаше Бомбо. И отидовме македонци, индијанци, како да ви кажам. А таму видите многу групи што сега да не ги спомнувам, што се мега број еден на Балканот, почнуваат таму, беа исто како нас. Ама ние кога дојавме со мели македонци секојаш малку околу нас, друга аура, така не земаа, знаете, малце. И башка виолината, Дуле исто со своите менаџерски способности, знаеш. И не препозна и таму. И таму дојде менаџер. Неша Дизел, вика, сакате ли ова да снимаме, да правиме? Океј, сега кратам, многу пари беа упрашани у тоа време. Како денес над 100.000 евра да треба да вложиш за албум да направиш. Арно, ама нели ни се позлати, некои луѓе ни помогнаа, го финансираа тоа господинот иницијали ЗЗ, Зоран Зелениковски во тоа време, и вика, дечки, ако сакате тоа да правите, еве, ние бевме другари со... Имате поддршка. Имате поддршка, не знам, ајде јас ќе платам тоа и да сакам да дојдам да гледам јас вас во универзална сала. Доста со тие. А муабетот беше кога се сретнавме во Охрид. Абе кај бевте вчера? А ние се бањаме тука со Кико, со неговиот со синно со. Ние бевме у Градско. Каде што има у Градско? По свирка, каде? Па на патот таму има кафичи и свириме ние и кај тезгите. Да, и милион луѓе ќе доаѓаат. Тука е супер, автобуси, камиони поминува, добро. И вика, како универзално јас знам вас да ве гледам? Па ние сакаме у Белград. Сакате ли како еве ви пари и така биднат. Тоа беше вториот бакво и после тоа напунив универзална. Универзална беше параметар за кој ќе напудиш, значи веќе си. Да ги измериш силите, да, до каде си. Веќе си сериозен овакво сериозно место имаш на бенд, некој нешто ти веќе ако напуниш, сега таму свират. Знаете кој не од джез фестивал, него од цела Југославија, од какви се и која година беше ти текнал? 2004-та, 5-та или не знам, нешто така. Не може да се. А тоа беше вашиот единствен таков концерт? Да. И после тоа на нас ни беа интересни, ние немавме менеджмент, значи ние немавме подпишано со некој да земе да каже, слушај дечки, стварно сте ви окей. Него дајте по друг принцип. На нас ни беше интересно, земи денес, утре потроши, се лета, се јаде и сето тоа во круг една машина која што бевме меѓу првите. И првите со такви настапи. Мислам, ти да свириш у дискотека 2 дена, секоја недела, 2 дена да свириш у диско, среда и сабота, например. Така, и една таква популарност, еден таков живот, воопшто не ве промени, ни тебе, ни Дуле. Вие останавте исти. Бевте народни, бевте постојано за сите достапни. За жал, Дуле заврши како што заврши, сега е 12 полни години. Да. Така помина. Што она што ти е најмногу криво, кога ќе се сетиш на Дуле? Имаше ли многу работи кои ти останаа недокажани? Останаа многу работи, ненаправени, недокажани. На крај разделбата беше некој чуден начин. Ама, знаете, друго е сега јас да седнам од овде и да зборам. Да кажувам за нешто, а тој човек го нема. Значи, тоа е прво многу тешко. Второ, сигурно приказната има не една, не две, повеќе страни. Да. Ти не знаеш од деца, кога си била мала,
Тоа е една страна. Камерман, екипата ја гледам, тука не знаат друга страна. Јас трета, родителите четврта, на Дуле родителите пета, неговата страна, бракови, он се развел, јас сум се развел. Тоа беа. Секој има своја приказна. Приказна. Но меѓутоа, последно си дадовме рака. Он ја подаде, ја му отргнав раката, јас сум искрен, викам, не ми давај рака сега. Не се ние, викам, збогуваме сега. Јас едвајте најдов да земеме, да ти кажам, пошто ескивираш, не можевме да се најдеме више на крај, да ти кажам дека на крај, ова беше мојот последен момент. Гледаш што се случи, нема никој сега, така ли? Нема никој. Се слагаш и дека нема никој. Кафана Балканика пропадна, Балканика беше топ 5 ресторани у Македонија. Свирки нема веќе, нема матури, нема. И сега викам, сватили, викам дека останавме јас и ти сами. Нема никој мене, никој тебе, нема никој. Гледаш? Така ли е? Добро, дај, не ти дам рака. Сега викам ова, викам, последно ќе те замолам. Дај, викам. Беше што беше. Дај, викам, пак. Пробај. Дај, видиш што ќе направиш, како ќе направиш. Нели, он беше завлезен во некои пороци, кој што Немаше влијание на него? Никој не. Ја не можам да поверувам дека толку може да тие работи да го однесат човек, да го овакво. Добро беше што се јас не се работи за совест или вакво, што јас бев у контакт со неговите. И јас знаев да се јавам кај нив да кажам, не бива. Кажете ми што да правам. Не бива. И јас сега не можам да го цитирам татко му на Дуле и мислам, ептене, тоа е интимно, едноставно што ми кажал. Коки така и така. Тоа треба да направиш. Сега јас тогаш веќе имав керка, имав кредити, школо, одам, учам, правам, ќе предавам, нема да предавам, значи се ориентирав. Секој со своите проблеми. И ми кажа што треба, ме советува, не може да ми каже што да правам, ама тоа беше една од последните средби кај што и тоа. И после не се бевме виделе ние. Не се бевме виделе. И неколку пати беше во болница, па ќе излезе, и тоа беше со години, нели? Ќе го средат у болница, ќе вакво, па ќе излезе, па исто тоа. Веќе 5-6 години тоа веќе беше таа агонија, да. Беше многу лоши работи. Значи, тоа мислам дека пред да се случи најлошото, кога последен пат се видовте? Како изгледаше последната средба? Последната средба не се случи. Малку те збуни. Са бајлето, со мајка му се договаравме викендот, он беше во болница и се договаравме со еден мој другар да отидеме во болница. А мајка му каже, вика, нема да ве пуштат. Вика, не е добар, ама ја викам ќе се извлече, нели, колку пати така. И беше понеделник. Колата не ми беше дома, јас тргнав пешки и додам у државно да го видам, таму беше мајка му. И на пола пат вика, кој ќе вика, а викам, тргнат сум, знаеш, вика, толку. Нели, плачат таму, така натаму. И си го земав, после тоа уштипи и толку, даваше приказката. Така, 12 години. И Дули и Коки, што е интересно со Дули и Коки? Интересно што песните, да не зборам за колку треба да се плати, марама, виолина и гитара, за албум да се напие. Мене место нема. И тоа се, јас сум секој викенд сум со луѓето ни цела Македонија, тоа се мега хитови што ги пеат луѓето. Интересно е што младите ги знаат песните, не знаат како изгледаме. Да, не знаат како изгледаме. Како изгледаме, ние се сменети сме и, нели, јас се борев на овој начин, се борев, таков е животот, нели? Се борба, смири се. Да. И што? Остана јас да ги пеам тие песни. Кој викам друг ги пее, викам Коки. Ја не бев пеачот, ја бев... Секогаш беше во позадина. Позадина организирам, значи, од Чачкалица до Локомотива, само битно Дуле кој ќе застане, добро вечер и стануваше крај. Да. Тоа. Јас си ги терав моите снимање албуми, од дизајнот, од сето, ја ми беше задоволство. Што беше интересно на еден Макфест. Викам, Дуле, оди, викам, ќе пееме на Макфест, викам, Ристо Самарџиев има песна направена од топе. Вика, сега, јас Макфест, не знам што беше многу интересен. Викам, слуши се, ќе одеме, ќе пееме на Макфест. Отидовме, победивме со Ристо Самарџиев. Мислам, како да ти кажам, кај нас беше... Опуштано. Циркус. Опуштано. И
сега остана на мене да ги терам тие работи. Јас морав да никош не сум мислел дека ќе се занимавам со не знам што, знаев дека од прво делене дека јас ќе се занимавам со музика, дека ќе свирам, ќе правим. Со Дуле теравме, после еден бенд, друг бенд, со Сале Певац се најдовме, до година сме со него веќе 10 години. Така, оваа година на Макфест настапуваш ревијално. Да. Сега всушност, интересно оваа година ќе биде. Како ќе изгледа сето тоа, да? Се јави од Макфест, 40 години е Макфест, тоа е крајот на октомври, ќе се пее 24-25, мислам, тој викенд се паја. И сега што да раскажам и тоа. Да? Секако. И добро виолина, гитара ќе ја пееш, добро викам ќе ја пеам, нема проблем, нели, таман работа. И сега се слушам по некој случајно со Јован Јованов, он е таму некоја организација и викам, слушај бе, јас треба да пеам ово, имам некоја песна исто, да чуеш нешто, му пуштав. Еј, вика, стој, вика, чек. Слушај, знаеш што? Ки сега, вика, утре, вика, јас имам некоја идеја. Он меѓувреме седна, за ден-два, склопил една песна, направил. И вика, коки, штом се вика таму, вика, на Макфест ревијално, вика, молим те, мислам дека треба да испееш сега оваа песна. Може да откриеме како се вика? Се вика Виолина и 3 точки. Направил, слушам, јас викам, Јован, слушай, ти кажеш. Ја викам ова, јок. Абе, викам, послушај ме сега. Не сум јас тврдоглав, ама имам некој. Почнав јас си правам свој филм, свој песни. Се што направив, луѓето не разбера јас што направив. Си правам песни, ама сум присутен и така натаму. Немам хит. И ретко да порано имав поголема ова интуиција за да осетам, да чувствувам дека ова треба така, треба сега малце може дигнав раци. И он ми вика, послушај ме, нема да сгрешиш. Викам, добро. И си реков, викам, јас ќе го послушам, викам. Подсетува на виолина и гитара? Да. Тоа значи дека ќе биде хит. Не се замарам дали ќе биде хит. Јас само сега морам да се сконцентрирам, да излезам, да истерам работата. Добра е песната и да послушам младите како размислуваат. На тоа сум фокусиран. Да, добра е песната. Текстот е супер. Раскажуваме, јас раскажувам како за Дуле фактички. Тоа е целата финта. И да искористиме да се одолжиме на некој начин, да се одложам јас во името на Така, Дули Коки на тој Макфест, да се одложам на тој Макфест и толку посебно више. Нити излегувам, нити наставтам, нити пеам. Сакам до година виолина и гитара, 30 години да истерам, да снимам уште тоа што сакам да снимам и сакам малце да издишам, да овакво. 20 песни уснимив летото, цело лето работев, тоа се песни од Дули Коки, од Тајфата порано што имав, некои нови мои песни во еден добар, интересен начин, стил. Се утепав у Велес со Темелко Андреев, работев цело лето. Умеѓу време кај Дзене една снимив, умеѓу време кај Дамјан ова за Макфест, значи 22-3 песни сум снимил летово, многу ми се Браво, ама супер ми е. Да. Многу добро се осеќам и имам некој чувство дека има некоја нова сезона, нешто се отвора, некоја нова сезона за нештата и не знам како. И сакам едно видео да направам така интересно, имам некоја идеја за овие 20 ствари што ги снимив летово. И материјал, кој ќе размислим, има доста материјал, сето тоа само маркетингшки да... Ја многу сум слаб на социјалните мрежи, ја не разбирам баш тоа. Треба некој да си ја земе работа како што треба. И мислам дека некоја нова сезона, така чувствувам, се отвара за некои убави нешта, убави работи, така. И така, да останеш позитивен. чувствуваме. Колку со тебе можам уште 3-4 емисии од по 50 минути? Не знаев да се... Не знаев долу... Добро, Дуле зборуваше многу повеќе. Прво не можеш да парираш. Да. Прво. Не можев да се добро, како се вика, да се усредоточам со ми бегаат мисли, ми бегаа секој тук Дуле беше секој, мислам тоа и беше на мерата, подоминанте, тако си беше и по карактер, по вако јас бев по малце
поповлечен. Сега последно време почнав да зборам многу повеќе, дали со годините. Валјда некој нешто ќе чуе, ќе разбере. Така, и да продолжиш да зборуваш не е лошо воопшто. Во секој случај ќе ги поздравиме родителите на Дула, ќе ги Секој сестра му поздравиме. Марија, со брат му, сите, Така, таа и фамилија, твојата- они секојаш, значи секојаш се јавуваат, секојаш ќе се јават, коки нели правев во Штип голем концерт пред 2 години, 10 Да. години како почина Дуле, во Дом на млади, тоа е средено направено во Штип амфитеатар, кај што свира лепи со меморија, кај што цел светот, цела Југославија свири, се е супер. Направивме многу добар, голема поддршка од неговите родители. Супер беше со бенд, со се гости немав гости, сакав да видам како коки од Дули, коки самцат пред цело човечанство ќе излезе, ќе испее тие песни, значи не е свирка тоа, значи треба и да изрекламираш, да организираш, да пробаш, се да направи, само го направи сето тоа. И излегов очи у очи на очи јас и Дули коки. Значи излегов да видам, да си пробам, можам ли, не можам ли, колку ми е сила. Знаете како сум се тресал. Пред Верувам. да излез. Верувам, Не тоа е знаев голема кај- одговорност, да. Не знаев кај терам. Мислам, да, има луѓе настапуваат супер, ама кај мене, не знам, мојата душа, можеби тие животни ситуации се такви и влијат на таков начин, а јас па така се понашам, па треба да глумам, па не можам да изглумам, па место, време, луѓе, и тоа е каш попар. Ама Но јас го изгледа истерав добро, тоа. да. И го истерав, го направив, фала и на бендот и на луѓето што дојда, ама мислам дека можеме да направиме многу повеќе. Зашто? На мене не ми треба, не знам што повеќе во животот, не знам што би посакал јас. Доста поминавме, видовме. Знам и со просеци, знам и со цареви како треба се. Ми треба тој мир и ми треба да оставиме, мислам дека имам уште Секако. да кажам, да направам, да бидам пример. Ако некој види пример у мене, не добро. Сака некој да разговара, да споделам, да кажам, некој да види фајда од таа трета смена 30 години, од тие 5, 6, 7 албуми што сме ги снимале и уште снимаме, работиме. И како бил вашиот животен музички Да, пат, и да види, да научи како треба, а и како не треба. Така. Толку, многу е просто. Фала му на Господ, само здрави. Така, се надам дека ќе имаш сила и понатаму да го сочуваш на еден ваков начин ликот и делото на Дула и секако поздрав до твоето семејство, до цел Штип и секако со среќа на Макфест и се гледаме некоја друга прилика да го продолжиме твојот животен пат во живот на приказна. Да, стварно, ми беше чест, супер што вака испадна. Ми изненадивте кога ми се јавите и Васко, викам, добро. Ја гледам емисијата, чудно, знам да ја фатам, ретко гледам телевизија, ама сум ја фат. Да, добро одскокнувате во моментот, добри сте. На ова времена, супер е тој, подкасти и се и секој со своето вака. Во ред, супер. Гледаност, сите сакаме гледаност, лајкови во ред, ама супер ви е емисијата, фала ви. Ти благодарам, Куки, мене ми беше пријатно и убаво во твое друштво. Се надам дека и гледачите ги навративме на едни убави времења, дека уживаа во твојата животна приказна и секако ќе им се заблагодарам што и оваа недела беа заедно со нас. Се гледаме точно за 7 дена, знаете, веќе во истото време на истото место.